Од 200 до 450 евра ќе треба да потроши секоја фирма за купување нов фискален апарат со GPRS уред. Ова е новата законска измена која се однесува на сите даночни обврзници. До крајот на месецов сите угостителски објекти, бензински пумпи и компании кои остваруваат промет над 10 милиони денари ќе треба да обезбедат вакви апарати. На ниво на држава бројот на фискални апарати за кои што треба да се воведе GPRS уред изнесува 26.679 такви фискални апарати и до моментов имаат регистрирано вакви апарати некаде уште цирка бројка, односно треба да регистрираат уште околу 8.989 вакви фискални апарати, односно број на даночни обврзници. За нашиот регион, со кој што администрира Управата за јавни приходи регионална дирекција Тетово, заклучно со 2.10, значи со вчерашниот датум, на ниво на регионална дирекција регистрирани се вкупно од оваа група 237 фискални апарати, или по градови Тетово 91, Гостивар 117, Кичево 20, Дебар 3 и Македонски Брод 6 фискални апарати. Постапката на регистрација на новиот апарат трае 10 минути и се врши електронски од овластениот производител, пошто веднаш може да се користи, информираат од УЈП. Кога ќе се спроведе процедурата, односно електронската регистрација во системот на УЈП, обврзникот може веднаш да го постави фискалниот апарат со GPRS уред во деловниот објект и да врши регистрирање на готовинскиот промет. Уште еднаш апелирам сите фирми да го чекаат последниот рок и навремено да се обратат кај овластените производители заради обезбедување на наведената опрема, односно фискални апарати со GPRS уред. Исто така сакам да подсетам дека и сите даночни обврзници, односно и останатите сте во обврска да воведат ваков фискален апарат и таа обврска треба да исполнат заклучно со 1 јануари 2015 година и наредниве, значи 2-3 месеца и овие даночни обврзници апелирам навремено да ја обезбедат како фискалната опрема, така и обезбедување на соодветна регистрација на новите фискални апарати со GPRS уред. Ова според заменик управникот на УЈП Тетово Веселиновски ќе донесе поголема финансиска дисциплина, ќе се намалат даночните контроли, а се очекува зголемување на даночниот приход од 15 до 20%.